Ново издание на емисијата со повод. Добро вечер, почитувани гледачи. Ке имаме интересен повод денеска да разговараме со моите гости. Ке негуваме една давнешна традиција, далеко позната, особено карактеристична за Тиквешијата. Ако некогаш сте чуле за джаламарите, тоа не мора да значи дека се ближи Василица. Тоа е традиција која што се негува со години и препознатлива за село Ресава. До мене представници джаламари од село Ресава, кои што ќе зборуваме на оваа тема и ќе промовираат нешто повеќе токму за оваа работа. Никола, Златко, Аце и Коце, или познат како Кујо, председател на местна заедница на село Ресава, председател на джаламарите. Добре дојдовте и ајде за почеток. Што значува джаламарството и од кога постои таа традиција? Джаламарството постои уште многу одамна, уште од нашите предци. Джаламарите постоеле од Василие. Тој бил неженет, бил ерген и влегол во групата на джаламарите. Од едно време сакал да испадне од джаламарите. Значи не било тоа добро за него, за друштвото, испаднал од джаламарите и останал сам. И после луѓето што биле у групата почнале да го исмеуваат, да си играат со него. Демек испаднал од групата, не бил способен, не бил спремен и така. Од тоа е почнато Василица, од името Василие. Колку време еве за джаламарите се знае во село Ресава? Вие сте председател на местната заедница. Има ли такви документи, податоци кои изборуваат колку години ги има таму? Податоци нема никакви, ама се зборува дека кој знае од кога е, още од пред 100, 200, 300 години луѓето не точно не знаат колку е почнато ваквото, да се слави славата вакво за Василица. Ајде од младите нешто, што беше предизвик за вас да бидете дел од оваа традиција која што ја негувале старите? Па, тоа се е наследство од родителите. Знаеш, на некои од родителите биле учествувале во джаломарството. Мојот татко, например, се правил джаломар, па невеста и така ред по ред. Се родила од љубовта и кај вас. Па кондицијата намалува и нормално мора некој да замене, да. И така. Која е улогата на председателот на джаламарите? Мене на вистина ме интересира. Кои се твоите задачи? Улогата на председател на джаламарите е да пред 10-20 дена, веќе со последните подготовки, да се спрема целата група, да се знае точен број на луѓе кои ќе бидат, да се поделят цела опрема, кој има, кој нема и така, полека. Се знае ли постојано бројката колку джаламари се во вашата група или има континуитет кога младите пројавуваат интерес, па сакаат да бидат? Треба ли нешто да исполнуваат или битна е желбата? Битна е желбата да биде. Ние имаме еден околу 10 луѓе што се постојани, па плюс, минус 5 горе-доле, нови се менјат од година на година. Колку време, Никола, еве ти си заедно со джаламарите? Јас сум од 2007 година, веќе 10 години се правам джаламар. Син на Кујо, добро познат кај сите во јавноста, дали тоа беше предизвикот и ти да зачекориш по неговите стапки или традицијата остана верен? Традицијата пред се и меракот, че мојот татко се прави многу одамна и јас уште како мал имав многу мерак за да се правам джаламар и кога сакав да се правам, нели оти мал и не сакат да те примат во групата и цело време сакаш чекаш прилика за да те викнат и веќе кога ми се укажа таа прилика, одма се направив, ево од тогаш од 2007 година до ден денеска секоја година се правам, активен сум во джаламарите. Кажете ми,
нешто повеќе со облеката, она карактеристична за джаламарите, постои, па се негува, да не се оштетува или се допринесува нешто ново, се воведуваат новитети. Таа е традиционална и карактеристична. Да. Меѓутоа, како ја чувате, како се третира, ја обновувате ли? Вака, опремата е, како што кажаме, многу стара. А опремата е направена од волна, од овци, од кози, од таква работа. А иначе, за опремата, таа е доста тешка, комплет заедно со клопатарци, звонци, теа чулки што ги викаме, што се покриваме од гора, негде околу 30 до скоро над 30 кила има тежина и затоа во джаламарите не може секој да влезе. Таму треба млади деца кои можат да издржат се. Од джаламарите на Ческа од 13 се бајле негде кај 4 сата се преправат, рачано е цела ден. Негде до кај 16 часот таму, 17 поручек, а е тешка таа опрема, треба да се носи. Постојано е Цело време се натаму, па се борат со луѓето, таков е денот. У джаламарите има баба, има невеста, има добро, сега како ги одредувате улогите? Кој да биде невеста, кој баба според Од преди се карактери? знае кој, каче имаме состанок пред да биде Василица и секој од преди се знае, аце е преправено невеста, он е джаламар, другиот джаламар. Јас како понајстар да не носам многу опрема, јас сум попот со кандилците си одиме таму со котлито. Најубавата улога. Ами, сега веќе сум у години, затоа јас иначе имам направено на 13 години джаламар. Прв пат, така? Прв пат, а сега сум 55 години. Рачуне сега од 13 години, наваки колку години сум бил Добро, заедно е со него. интересен податок кој го наметнува прашањето. Има ли разлика кога вие сте почнале да бидете джаламари и денес младите што се преправаат? Постои ли некоја разлика во Абе добро, негувањето сега на традиција традицијата? да си оде, од година на година, од колено на колено, нашиот татко бил джаламар, па татко му бил джаламар и така сега, еве јас, негов син, па внук му негов и така натаму. Некда имаме за Василица, најмалиот джаламар ни беше 7 години, а најстариот 55 години, да рече. Значи, сепак пак има нешто од младата генерација што сака да бидат, али малку се направи еден саат, два оти, тешка му е опремата, не може да носи, али за традицијата. И мало некогаш кажуваат постарите, дека две групи не смеат да се сретнат од две села джаламари. Добро, ама зошто? Ете, тако било, ако му украделе невестата и со брушени таму на село, тука што го знаат сите, Да. се сретнале доле, сега кај езерото што е наполнето, доле у Лаките го вика тоа место, и таму се истепале двајца и жртви и мало од джаламарите. Демек, ете, останала некоја традиција да не се од село у село да не одат да се сретнат. Значи секој во своето село, така? Нормално, да. И ете како го било, тоа ги поминале едни од друго село да и се начекале на пола пат таму. И да се истепат, и мало и жртви сега. Тоа е предание. Иначе, каде се Оресава попот, не се каже да не пушти неговата куќа. Иначе јас сум дел од таа фамилија таму на Попската, старата кајме што вика мајка ми е од Овковска сојот кај Живко. И еднаш ние се собраме джаламарите и вика, че му влеземе ако треба дома во дворот. И влезиме таму, и баба Рајна го се ја просте неговата сопруга. И попот го слушам од вакото, вика од дома. Рајно, ете, дај му таму што треба и јадење, пиење, нели се разбираме по вакото. Сони нема разбирачка, вика, со вие джаволи, вика, он така джаволи не ви каже, диск биле джаволи. Па нели како едно паганство? Да, тоа не е некрстените денови точно Василици ги измеѓу... карактеризира джаламарите. Меѓутоа, еве, кај секој вела дека е радост, секој чека баш за Василица да им тропне джаламар на врата, нели да влезе цела таа екипа, цела група. Зошто, пример, ете да не се влезе? Бе добро, Он си останува верен да, на бил Богот. попи, демек у Библијата пишело така, дека не сте били укрстени денови и затоа не примари, види, не види, после вика, ајде, иде, што да ви правам, вика, со вас нема разбирачка, вика. Ајде даци нешто за твојата улога, без невеста не бива ништо, Добро, па се. еве и кај вас Така, джаламарите мора да ви има карактеристична се дарува, нели, пари, едно друго. Која е твојата улога? Колку време ти треба ти да се подготвиш? Го менуваш ли невестинскиот фустан секоја година или?
Па вака, за секој за да добие својата улога мора да се препознае од сето тоа, значи секој се правил джоломар, невеста или баба и да си ја најде својата улога, дали му годе, дали не му годе. И ете, плюс тоа и мојот родител, мојот татко се правил невеста, а и јас да пробам едно друго и сета работа почна така полека, па по карневалите се испуштиме едно друго и така, да. А за опремата од сите што се преправаме баба, невеста и джоломар, кај ми е најтешко опремата за многу временски се облечува. Стегање, припремање, едно друго и мора уж со еден човек плюс да се со помош да биде обликувањето. И потешко е. Па не кажа да стане. Неговата улога да оде во куќата, напред оде попот. Добро. Например, јас кај најстар напред одам со котлето и босилукот и препевам дека за живот, за здравје, за берчетна година, по мене иде невестата да бакне рака, домаќинката сака, па дојде, после иде бабата, па бабата со вртенто, па со фурка не знам, младите не знаат што е, тоа вака што е, да, па ќе мере, па и вика, за оваа година, вика, што ќе ти мерам, ќе дојдем после за напред, демек, за напред пак ќе се врате, да идеме пак да се врати. Па джоломарите ќе изиграат едно оро, да избркат лошите духови у дворот, у фамилијата, да испадне селото што има нечисто, Од куќата седам шутија, за да биде напредок у куќите, да има напредок у селото. Напредоди. Заедно си со момче или во целото Не, или не, тоа кај тогаш нас- се бира момчето, како ви оди Не, тоа? кај нас нема момче, значи не е пример како Оти не во има едно жена за село. тоа, иначе, Да, Мома не. Мома е. Да, кај нас нема таков ритуал со момче. Обично ка падна муавет за баба, има една таква случка, се деси у едно беровско село, у Ратево, и доста групи имаше и ни при чекање една стара баба, таа старата баба беше околу 82-83 години, застаната самичка, и нашата баба што е преправена маж, преправена жена, скрос исто колку неа личе, застанати еден до друг и така не текна за буцка направиме. И ја прашуват, бабо, колку години си? И ова нашата баба прашува, сварно колку години си? И жената вика, јас сум вика 83 години. А зошто си сама? Ами ми умре, вика деото, вика, еве, 25 години сум сама. И одма си најде муавет жената да се разговори. А ти, колку си стара? Ева, вика, јас сум помлада од тебе, јас сум 79. Ами мене ми умре, вика, мажот, вика, јас сум сама. Смеја беше. Си тргна му. Да, си тргна муавет. Председателот обично која улога ја наоѓа на ваквите манифестации? Па, пред се организацијата према цела група. После тоа вечерите, после Василица, кога се растураме, правиме вечера за сите джоломари и останати луѓе што кои сакат идат. Значи вечера. сето што се собира она што ве даруваат, значи Да. се седнувате заедно, така заедничка Се- трпеза веселба. Преку утекот на денот, некои од нашите родители мајки го подготвуваат сето тоа. Како се носе, полека се припрема, се подготвува за вечер, ние кога веќе завршиме, сите седнуваме на вечер таму. Друга улога. Никола, мене ме интересира, ајде, тоа што носите, многу тежина врз себе носите, ама тоа црнилото на лице, како го ставате и како успевате да го извадите од себе? Црнилото се црниме во фурни, во селски фурни. Нашите баби зашто печеле пред тоа баник такви работи. Сега многу не се употребуваат, поретко, па најобично се правиме во куќа каде што има фурна и кога се преправиме, после одиме на црнење од фурната, од црнилото, од саđите што се црниме, што може повеќе да практикуваме да биеме црни, нели не треба идентитетот кога испажиме да не се открива, да не се знае кој джоломар е направен. А што се однесува за очистењето за црнилото, после има малце мака,
малце мака, обично некои не се бричат, а остават малце брада да му биде поголема. Кога ќе се бричат, испаѓа црнилото со влажни мрмчиња, со жешка вода. Добро, мора тоа да биде од саѓи, само со саѓи се постигнува таков ефект или еве сега може од нас да искористите некои креон или нема таков ефект? Па традицијата останата да се црниме со саѓи, може и со некое друго средство, ама не тоа не е тие изглед, него дава тоа црнило колку што може да го добие од саѓите. Се случило ли ете така маскирани, излегувате и твои блиски да не познаат дека уствари си Тоа е ти? моја случка. Јас ќе се приклучам нешто, тоа е пред 3-4 години. Јас не сум можел да познавам Поло Джолмајер, значи заедно се преправаме во иста просторија и спаѓаме, значи темно само оđиното светло и мене ми треба нешто да прашам од, да речем, колега од Джоломајер. Јас виче го заборавам кој е тие, пошто виче се сите исто преправени. Поло, значи сум ги заборавил. Значи откако се раздени после 6 сати, тогаш виче можам да познавам некој. Значи се десило мен, сам што сакав да кажав, да. Има една случка, млад го се преправа за баба да биде, а од Джоломарите имаше голем страф. И сега ја се преправа, стои до Джоломарот, вие ги тресе клопотари, а он бега. Он мислил дека уште не у групата, кажете има нещо. Кажи ми, Ивечичко, постои ли ривалство помеѓу групите на Джоломари? Неколку села од Кавадаци ја негуваат оваа традиција. Постои ли ривалство и главно на што се базира тоа, нели? Секој си е карактеристичен за себе, за Ресава имаете снимано, нели, неколку филмови кои што го опишуваат джоломарството, традицијата. Абе, знаеш ривалство како е? Вамо беше поубаво, па намо беше убегниште, да речеме Ресава. Ривалството тука е, меѓу двете исти групи сне, исти джоломари. Они викат ние сме постари, знаеш, ние сме постари. И така, кај нас поскоро, по-рано се правеле, по-касно, па по-досна, или така некои смешки, тоа ќе биде за како рекламирање на джоломарите. Надвор од сето ова, како успевате да ја зачувате традицијата? Само волјата и желбата се битни или имате од некаде каде што финансиски ве помагаат? Вака сега, опремата истварно е скапа за одржавка. После преправањето, кога ќе се заврши джоломарството Василица, сите тие што се чулавки, нормално валишта што ги носиш на тебе, мора да се прочистат, да се исперат. Ти тамо знаеш оđине, па се црне, па се кине, па пак треба да ги обновиш. И сне оделе дури од Витолиште, тамо сте взимале по чулавки од Бугарија, купиме клопотарци, тие што ги носат, скоро 1000 евра коштаа клопотарците. И сега опремата не е спредена, во секој момент може каде да не викне да тргнеме за да бидеме гости секаде низ. Опремата си стои во една куќа, значи сите како се растураме, цела опрема се носи, се дипле, се средува во таа иста куќа. Кога треба да се изваде, пак оде председателот Златко, се отварат. Идат еден по еден, го задолжува, еве ти тебе брада, еве ти тебе чулавка, клопотарци, пише на ливче и после сите пак на крајот се раздолжуваат. Оти ако почнеме да ја даваме така, значи ки вие, ки ние, ќе почне да се губе, ќе нема ред и џабе сме уложили од тоа ако не го зачуваме. Сне ги дивали на други групи што оделе настана, например, како Сопот, они малку се покасно почнати од нас, али пак се помагаме. Од опремата ќе му фале нешто, ќе му додадеме. Се соработиме нормално како така. Ние сме исти групи, 3-4 у Кавадаци, Сопот, Бегниште, Дреново, Ресава и си помагаме, као одат они настана. Ќе му дадем што му фале од опремата, па они некаш ако нешто ни фали и така мора да има соработка. Иначе еден джаламар состои се доста материјал на него. Опинците обично се правеле од стара кожа, од кожинки, од овца, од кози, од такви работи. Од диви свињи. Од диви свињи, да. После идат, нагоре има чарапи, и тоа стари чарапи, ванени чарапи, црни, обично црни чарапи. Тоа се покрива од коленото надоле до ваквото. После идат чулавката, што викаме, или чулката, што вика друзи. Одат после брада има, па мустајчи има и комплет, нормално, али што да се облече на него. Ка што кажав, у групата се млади луѓе, што може да ти издржат.
Јас со мојата ваква кариера, што викаме сега, се имам направено од дента што е на 13 до 14 утрето вечер си имам преправано и завршено. Ali kako sam otišao doma, do kredito dani sam došao da legam do televizije, sam zaspao така. Да, тоа е, ама од мерак. Ете малечок што кој вика, малото кој ше, мерак. Да, го влече се. И сум одел по нив, само да ме земат, мора сум ги чистел опремите, сум ги спремал сум. Иначе сам джаламер не може да се облече. Мора да има Мора да има друг помощник. Да има Имат еден на грбот стават слама, вреча. Да, па имаш- нели маваат Да, со стапови. порано бабата имаше и у торбата пепел. Кој не се умни и со пепел му фрла, знаеш, да нема со стапол да не имава, да не скрше нешто нога или рака и со пепел да му фрла. Иначе имаше една случка со невеста, случај, имат право да го крадат. А джоломарци нормално да Да, бранат, знаеш, бранат. и трчат по них. Имаше една невеста и тамо ја заведов за едно зидче што викаме и земав цвекло од ваквото што ја оттегло. Да. И ја нафрлав напред и ја враќам назад и викам дека е невина, ева викам. Невестата честна. Верни на Да, традицијата. Да, честна невеста. Така, некои случаи има, доста случаи, знаеш. Отекај на селото и малку на долнинка некаде и што бил тие стариот попред мене. И мало случка, он со котлето како што одел, како паднал и котлето и он сет комплет надолу во реката, ни пари се вишка, ништо му натре. Добро се случува ете така, случајни минувачи или гости во селото баш за тој период кога влегуваат со кола. Обично джаломарите веднаш се собираат околу кола, па се отвара прозор, чекаат некој денар, го Да, мачкаат да, со да. црно. Означува ли тоа нешто или така? Да, тоа за здравје му, да се нацрне за здравје му. Да биде здрав. Еден си отишол туку кај вада, си сети црнет. И кога си отишол дома, шо вака бе? Шо ми фале вика? Как шо ти фале вика? Он ништо не ми црнеле, знаеш. Вие джоломарчиите, ај здраво, здрави го бо, он мисли дека го има доста случаи, мислам, доста е, мислам. За таа ден се збира скоро сите во Ресева, што има иселени од Ресева, пријателчиња на другарчиња на луѓето, на джоломарите. Цела ноќ, ти кажа право, од ке 3 качко запалат оѓен до утре веќе до За таква ден и и од И да, Австралија, да. значи Имаме селеници гости од од друга. Австралија, од Германија сега, значи се заминати таа ден се враќаат. Значи толку се сака таа ден да се ја видат, значи болни се за таа ден. Не сакаат Да. традиција. Да, таму традиционално се прави скара, па сите луѓе што идат гости, се е оставено на маста, од вино до пиво до да речем колбаски, таму кременадлички, се е средено на маста, кој сака може да се напие, да си поседе добронамерници, и че за другите ненамерни не ни треба за гости. Има и така, таков е денот. Оти цела ноќ се пие, се јаде, се некој ќе направи некоја глупост, али сепак не е дошло до толку некои големи расправи, големи вакво. Е сега надвор од еве традицијата од Василица ја оставивте за себе успешно и оваа година. Кои се вашите планови? Што е она што во моментот работите, нешто планирате? Во неколку наврати во муабетот спомнавте и карневали сте биле до сега, планирате ли? Ајде, некој по нека нешто, кажа ајде ти по деца нешто сега, нека само јас. Ајде председател, работиш ли во нешто? Ке кажеш Никола, кои се вашите планови, нека каже председателот што работи во овој период, се спрема ли нешто ново, Па сега планирате ли нешто? Овој период се спрема за викенд, овој викенд имам покана од Грција, од Козарал беше. Да. За 2 Нашиот дена. јужен сосе, така? Да. Имаме Значи, понуда за сепак не учество сакаат. таму. А? Да, вчера ми се јавија од Може и не, Ќе но видим главно- как ќе помине, што не се знае, додека не се вратим, не знаем как ќе помине. Да, Значи поканат гости во секој Да. случај добре дојден. После- Што ве поканиле сигурно На знаат за. 24 февруари сега имаме покана за Словенија, за Птуи. Таму ќе присуствуваме сигурно. Може би и Грција ако отворат граници, злафа дека биле границите затворени, но може да отидеме. Моментално сега што е случка ситуацијата. А за Словенија одме 100%. Дефинитивно договорено со превоз со се. Понатаму после ќе видиме како ќе бидат подготовки, дали ќе има други карнавали. Сега за сега Да, тоа се работи. таму во август се очекува исто покана од Босна, од Чаплина, кај што сме биле повеќе пати, 6-7 години поред таму присуствуваме. Па, Е, нашата маска само е многу тешка кога спомна за Чаплина во Босна. Тоа е
тия карнавал е август месец, значи после Илинден. Втори август. На 2 август. Това е 2 до 4. Жешко. Това е много жешко. Няма Нашата маска е зимска маска. За зимото е много убава, а за летно време е най-тежка маска. Много жешко и много мачно. Много мачно. Говорим на летните карнавали, Ама малко това не може- малко Проблем. Ама не може да откажем, значи не е убаво да му откажеш. На покана никой път не се откажува. Николай, да каже за изкуството што го имате досега од карнавалите. Сте учествувале во летно време, ви е тешко, меѓутоа како прифатени ли сте од публиката? Па, како што кажа, одиме на повеќе карнавали. Значи има карнавали во Европа што се многу прочуени, многу големи, што има многу посетеност. Па, не знам, во Тујеве, пак ќе го спомнам, најголемата стаза, не знам, може 3-4 километра стаза. И сето тоа треба да го минете, Сите така? треба да го минеме. Народ, може да кажем, и подрвията дори има накачено, ще гледат. И много сме атрактивни. Може да се каже на цял карнавал најатрактивна група сме. Едини сме таква маска. Едина таква маска. Сите сакат да се сликат со нас, сите сакат да му обрнеш повеќе внимание. Има и карнавали каде што е помала посетеността. Например, тука има народ, таму народ, на повеќе места и како одиме ни по ставата, сите по нас А време се нема да се застане. време нема, има водещи, вика побрзо, има и други групи. Ограничено со време. Трябва да минат. Значи сепак джоломарството е интересно. Сте били ли на карневали, еве тука во Македонија, во Вака Столница, се. Вевчани? Во Вевчани не сме били. Во Вевчани. Ете не е дошло ред. Да, Оте, и по иста иста ден. ден По е иста ден е, во знаеш. нашиот празник, 14. А иначе тука за Да, Македонија, од Прилеп на Прочка, Струмица, на Тримери, Ратево, Свети Николе, подсети да не забравяме. Битола имаме Романово, Лиденски средби, Орашец, Лиденски денови. Битола и Лиденски средби. Сигурно че забораваме негде, вече не се памте да виче каде водиме. Има ли некоја случка која што ете баш од сите овие карнавали оставила така силен впечаток? Нешто што ви се случило, а секогаш си раскажувате и ете ве смее. Вака у Бугарија беве на првата насловна страна на весниците. Која беше? Пред 3 години, 4, мисля, тука негде беше, ако не забравам. Да, тие Ова таму. Да, беве, мислам дека на првите насловни страни беве на вестниците. Значи огромен успех. Да. Иначе кај што одиме, немаме шанса да се поплачиме негде, сместени сте меѓу, да речеме, на најдобри места, Значи, хотели, за цискиот дел, да. Имаме доста внимание од други групи, че не видат и они одма че не поканат. Имаме оден у Бугарија, у Перник, Раковски, градишта таму. После Србија, Лесковац, Пожаревац, Белград. Белград имаме таму доста на брод, небосја на брод. кај што се спојува Сава со и Дунав. со на Дунав. Калемегдан, под Калемегдан. Слушај, таму од бродот не можеме да испаднеме од народ. Озбилно, мислам, толку сликање, толку, ја мислам дека да лидер и председател нема толку да го пречекли колку у нас. Му интересна групата. И Нема секој да сакаше, речи, Никола, за да... После имаме отидено за Словенија таму, да не правиме мабет. У Риека имаме отидено и таму. Макарска. Макарска, Риека, горе у Риека. Не остана печаток еден, ама таму требаш да поминем над 10 километра. Со нашата опрема. Успеавте. Како не може да не успеат? Дечките се млади, нормално. Таму ако еднаш не успее, нема фрвање во групата. Како што избркале Василија за. Се случи една случка, тоа беше во Чаплина, во Босна. И има слики сликано, баш ќе видат гледачите. Има една случка, стоат дедо и баба, значи луѓе во години, сигурно имаше околу 70-75 години луѓе, и си гледат на карнавалот. Тоа беше првата година кај што беме таму, и имаше случка, јас како невеста со бабата повеќе Со свекрвата негова. со свекрвата, да, заедно беме. И сега, за да не видат неговата баба, ја му викам на нејзиниот сопруг, запознаеш со бабата, как се вика, ние од Македонија. И неговата сопруга не му дава да се запознае. Одма ли го мора ствара. Јас пак, сопругта не му дава. И ајде некој го извлечиме човекот,
се запозна и го мърдаме от джоломарите. Жените се изнервили и почнат да ги скараме на стари години. Айде, после ги партиме по-старите, ги там. На 70-80 години се скарат. Хим направите белите. Да. Случило ли ете? Тръгнувате на пат, бързате, случило ли нещо да забравите? Може и аз да кажам една таква случка. Исто мислам дека беше тој, значи имаме од опремата, имаме, тие што ги викаме клопотарици, имаме помали, имаме поголеми, средни и сега тука уште од дома да се припремаме и сега ќе ги мешаме помали со поголеми, кој дава поубав звук, ги местиме, ги правиме. Уште од дома ги наместиме што го викаме опасач, како ќе видат, значи таму да не губите време. Да не губиме време, само да ги влечиме. Како стигнаме таму, тие беа две опреми и се договориме, значи вие мора да ќе биде ја карневал, мора така да настапиме, да изгледаме убаво и как се наместиме тука, как се ги вадиме опремата од автобусот, едниот пасач со клопотариците го извадиме, другиот пасач го нема. Лели одма сега тука, јас ги спремав и реше на другарчик, кога видиме да ги нема и одма сега подас ќе сракат, ќе викат. И ајде околу автобус бегаме, се криеме и кај се, вие ги укради, ние ги украдите, но се украде најодма си јавиме дома, едно другарче што не беше со нас, отиди провери, вика тука се добро малце, ни олесна, ама одма се настана. И добро, како извадивте ситуација? Како се извадивме од сите, извадиме по еден, и се комбинираше еден, ама цела работа беше за да изгледаме тия двајца джоломари, да биеме така по-атрактивни, да изгледаме така, ама џабе 2 дена дома пробуваме како да изгледаме, ги заборавиме. Една случка имаше у Риека. Тоа беше за август неге месец. Имаше од сите држави, ни само нашата една облека беше на промоција таму, од цела Југославија, од Словенија, на излог. На излога. Само нашата. Иначе имаше од Бразил, од Италија, од Франција, од каде виче нема, само беше нашата. И си викаме, ај ќе заеме опремата. И одиме покрај морето горе, гледаме таму пише Карневал Винодолски. Ама ќе се вратиме вечер, му викам најшна карневалот. И тие што таму што не прочекуваат, аби вика може да дојде групата, вика двајца да се преправат, вика али ми 5 луѓе, ај 4. Нека дојдат. И јас се преправи таму на стаста и ја ќе испаѓам таму. Ама тој исти тоги вака народ, улицата пана. Абе не можеше да стигнем до бинта. И коментаторот вика, што е на ЕУ, вика, ево еден вика македонец, вика само вика доаѓа тука сам вика, а другите вика се опиле доле вика на брегот на морето, вика не може да дојдат нагоре. Интересно случки. И луѓе што сакат дечиња да се сликат со нас. И сега некоја млада знаеш одмен и чолама малку, знаеш како да речки начин. Ако не ме бакне мајка ти, викам, нема да се слика со мене, знаеш. Они те разбира таму кој знаеш. И тропаме што ќе правим. Добро, и сето ова Иве, може дома не сте го кажале, ама сега ќе го видат преку емисијата. Не, грешка излашо. Или навигнати се више. Че ни опроста, И сега ајде да заокружиме, со вас има уште многу муабет да се прави, меѓутоа емисијата толку мора да привршуваме. Да се сконцентрираме во завршницата на тоа што е следно и каде одите, за колку дена дали сте подготвени? Па за, што кажа председателот на джоломарите, на 24-ти одиме за Словенија за Птуј, значи таму ќе учествуваме на 3 карневали, значи Птуј, Мозирија и Шоштани. Тие се 3 града, 3 карневали, кај што треба да се представиме, 3-4 дена ќе видиме таму. После од таму кога ќе се вратиме, следно уште не знаеме точно која дестинација ќе биде, а сигурно годините е сега почна, сигурно ќе има уште 3-4 карневали, сигурно ќе има до крајот на ова година. Лани се случи кога бевме во Птуј, исто беме така 3-4 дена, имаше една група со представници од друг град, не знам кој град беше, не покајни да останеме плюс 2 дена, а пошто сите работиме на работа с не и превозот организиран, мораш да се вратиме и ништо откажаме. За кој град беше, дали се сечиш? Шо е таму тие што беа, знаеш, другите? Иначе у Раковски имаме понуда сега, ама падаа сите у иста ден. Прилеп. Еве сега ни се ние од Прилеп. Му викаме шо да правиме сега?
повеќе карнавали се во иста У иста дата. ден, сите у иста ден паѓат, у иста. И се нормално чаут бејме најдобар. И се разредиме сега, едни за Бугарија, други за ваму и сега трите губи 4 да не бидеме сега на едно место и не баш не далеко. Иначе имаме доста медали освоено, Признание. успомени, признанија, плакати таму да не ги броиме. У Албанија таму има понуда за Албанија да одиме у Корча за карневал, те добар карневал. Значи може да заклучиме дека Има, за одеќе доста, да. и оваа година ќе Да, биде че има. плодна. За Босна еве што го спомна председателот. Па за Риека ќе видиме има понуда, сакате они да дојдат кај нас. И па кај у Романија сакаме да изодиме таму па да видиме сега како е. Само што викаме јазикот што викаме. И Тоа е пратиме, проблем. мислам ги следиме тие настапи преку YouTube, каде има на која дата, каде е Шпанија, Валенсија, Барселона, имаме значи желба за таму и мислам дека ќе успееме. Ама тоа е малку што викаме. Малку потешко финансиски, треба некој да не поддржи, а за покани имаме покани, Значи, само немаме сила да одиме Ги секој следиме ден и за за Италија, Шпанија, сите тие, па ќе Сето ли видиме. сами го финансирате? Има некој мал дел од спонзор. Општината нешто ни пушта, например, се општината ни пушта во годината еден или два карнавал и превоз, и сега ни сакаме да одиме на 5, Сакаме да 6, сите да сакаме секој ден, да. Па некои со спонзорство, некои сами си финансираме што се вика од джепот, па не е многу, значи секој може да си дозволи за да отиде на пример до Словенија за некои 2000 или 3000 денара. За секој мислам може да одвои од својот буџет за да оде да се прошеташ, се вика за ич пари. Иначе што да речеме од општините не помагате, така градоначалникот, да го спомниме Митко Кожучанка, човекот, и они помага. Автовлакот, Трајче. Значи сепак Има доста луѓе да кои не што се забораваме, сакаат да некој помагаат. кој во нафта, кој у превоз, мажно, не остави да знаеш. Некој ручек, некој и така. Да зачуваме традицијата, уште тоа остана традицијата. Ако не е традицијата, Преку народ оваа нема да емисија постои. јас се надевам дека ќе успееме и ние да допринесеме, да ја изнегуваме традицијата, да го промовираме уште малку џеломарството. Па се што имате ново, добре дојдени сте. Каде и да сте, вашиот Благодариме. успех е успех и на градот Кавадарци. Благодарам. Јас за крај да ви се заблагодарам како председател на местна заедница за дечките што представуваат тука со нас. Кажаме колку можеме. Може и да лафеме уште. Точно. Има Да, многу имаше, зборување. Во друга прилика. Да, заборавиме и за старите години, имаше од 90-та снимка, од 1990 снимка, од 1991, 95-та. Па ќе видат гледачите. Има стари снимки. Точно, во снимки. текот на емисијата ќе одат, значи, Јасно. фотографии, снимки, ќе гледаат нашите гледачи, сите оние кои што сакаат да ве видат во живо како вие изгледате, секако нели за Василица ќе треба да се во Ресова или да се дел од некој карневал каде што сте и вие Да, учесници. уште сега ги покануваме за од година 2018, 14 јануар, се паѓа недела, убава ден, сите се слободни, па еве покана отворена на телевизија До КТВ сите. до сите Чи гледачи. особено за КТВ, не сега само за... КТВ е секогаш КТВ. џеломарите и реков, секој успех, па штом се враќате од Птој, ве чекам да ги сумирам и импресиите и вашите резултати од таму. Ви благодарам Обавесно. што бевте гости и убав помин таму. Благодарам. Благодарим, Дина. Благодарам уште Пријемно. еднаш од наши
Бегни си, бе, Волю! Зорте на мъка! А? Не бега от Джолмари, спачта върза. Да ти е горлот на... А кой е вързал?
Горе, ви снимайте го.
Filip! Filipče! Да си я славим още много години славата. Това година и от година пак да дойдем тук. По-баво да биде. Те да виде от Арно по Арно. Това година нема стана да не пречека. От година и сна да дойде у кучета. Ричнат нека биде поарено това година. Ако вика кой му знало, ама че даде. Това ще го направи. Те, що е лошо, нека излева само Арно да пева. Айде, Дай да купите. Да, празде. Чак. Ямо. Кака? Я го си нагад. Не знам да кажа. Кое знаеш кое не. Хайде много години не бензено. Газовице. Ще чекаме още 100 години вака. Ай, що е по-по нека е готово? Само здравие да има, радост, мир, среща. Дедо Божи, ти ще видиш от Арна по Арна. Кой е лошо, нека излива само Арно да иде. Айде, хубаво нека, благо нека биде се. Хубаво нека биде.
Сега, тук кой му кипетите? Ви благодарам и вам, почитувани гледачи. Беше ова уште едно издание на емисијата Со повод.